Кампот оди според планот со оглед на тоа што секоја година е се подобар и подобар, организационо се чини оваа година е перфектен. Па да, еве трета година за ред како го организираме овој летен ракометен камп. Ние можам слободно да кажам дека ги надминавме нашите очекувања со оглед на тоа што како почнавме као скептици во овој проект. Јас сум стварно среќен и задоволен и благодарен на мојот тим, на мојата екипа која што стои позади мене. Мислам дека функционираме многу добро и ќе продолжиме во уште подобро темпо. Ова година имавме повеќе од 300 дечиња, во тие 300 дечиња имавме околу 40 до 50 странци кои што дојдоа од Данска, од Шведска, имавме дечиња од Романија, значи овај камп го добива името меѓународен, интернационален камп. Ме радува тоа што има дечиња од сите градови на Република Македонија. Во оваа трета година имаме и девојчиња во поголем број, што исто така ме радува, каде што за разлика од претходните 2 години беа во доста помал број и тоа ни кажува дека работиме добро. Некои дечиња ни се враќаат, веќе втора или трета година за ред се дел од овој камп. Благодарен сум на довербата што ја стекнуваме од нивните родители за да се одлучат да ги пуштат своите деца надвор од своите домови. Фала Богу за сега све оди во најдобар ред и се надевам дека од година во година ќе бидеме све подобри и подобри. Сигурно голем предизвик сега е новиот проект за отворање на ракометни школи. Како се роди таа идеја и како ја гледаш реализацијата на идејата по неколку години? Па, видите како поминуваа годините, сакавме на децата да не бидат само 7 или 14 дена, да ги усовршуваат ракометните виштини. Моето искуство кажува дека за да постанеш врвен спортист, да постанеш врвен ракометар, треба да имаш квалитетен надзор, тоест стручен надзор во 365 дена. Едноставно ни се роди таа идеја и ќе направиме све што е од нашите можности да ние покрај ракометниот камп имаме и ракометни школи на територијата на Македонија. Идејата првична е да вршиме уписи, како што ќе поминува времето, да правиме и селекции кои што ќе бидат под капата на Ракометната федерација и ќе се напреваруваат од пионерска, кадетска и младинска конкуренција.